Почитуван председател господин Стево Пендаровски, почитувани предходни председатели на македонската влада, господин Зоран Заев, господин Оливер Спасовски, господин Димитар Ковачевски, почитувани сегашни колеги во владата, почитуван министр за транспорт Благој Бочварски, беше поканет и предходниот министр од оправдани причини не може да присуствува Горан Сугаревски, заради тоа што без Министерството за транспорт и врски ова немаше денеска да го завршиме. Почитувани пратенички, кои што се повеќе на број, почитувани пратеници, колеги градоначалници од регионот и од државата, директори на важни институции кои што беа целосна, секојдневна и дадоа брза подкрепа и одговори на сите потреби за да денеска може да сме тука. Почитувани економско-социјални партнери на Министерството, почитуван Најдован со кого што заедно, уште од првиот ден ги стискавме копчињата и започна работите токму на овој објект, почитувани представници на здруженијата, представници на медиумите, почитувани представници на надзорот, ГИМ, на компанијата изведувач на работите, почитувани работници кои што се посветија на изведување на оваа брана, тука се професорите од Градежен факултет кои што беа целосна подкрепа, исто така председателот на комисијата за високи брани и сите оние кои што се денеска наши гости. Ова е историски ден за владата, за државата, за земјоделството, за овој регион, за граѓаните. Браната Конско е целосно изградена. Пред само неколку дена надзорот го извести Министерството дека сите работи на браната и сите придружни објекти се целосно завршени, а опремата е целосно тестирана и во функција. И браната веќе се полни. Ова е најголемиот водостопански објект изграден во државата во последните 20 години и во овој Гевгелиски регион е најголемиот капитален проект кој што е изграден во последните 50 години. Поминавме ковид криза, поминавме економска криза и ништо не спречи. Затоа нашиот народ кажал, ако се сака, се може. Еве го доказот, изградена брана од над 40 милиони евра инвестиција, финансирана директно од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Бев овде на истото место во 2018 година, кога заедно со тогашниот премиер Зоран Заев го притиснавме копчето кое што означи старт на работите. Од тогаш до денеска бевме повеќе пати и со премиерите, и со министри, со сите граѓани, со сите останати, го следевме целиот процес, присуствувавме на тестирањето на опремата. Јас лично влегов и во тунелот пред за секојаш да се затвори капакот и сведочев на почетокот на првото полнење на браната. Затоа овој проект го доживувам исто така како нешто лично и како траен печат на оваа генерација за овој регион и за државата. Но овој проект го мапира и Министерството за земјоделство, како институција која што изминатите 7 години постигнала огромен успех во реализација покрај другите програми и на програмите за капитални инвестиции. Браната Конско подразбира нова вештачка акумулација и нов систем за наводнување со кој што ќе бидат офатени минимум 6500 хектари земјоделски површини, со што наводнуваните површини во целиот овој регион ќе ги изголемиме за 5 пати. Со браната ја обезбедуваме потребната вода за наводнување во текот на целата година. Тоа значи помали трошоци и поконкурентно земјоделско производство токму во регион кој што е познат по земјоделството, но и на вкупниот развој на економијата од целиот овој регион. Акумулацијата ќе користи исто така и за развој на руралниот туризам, за спортски и рекреативен риболов. Освен тоа, денеска може да соопштиме дека браната добива и нова дополнителна вредност, бидејќи веќе со потпишан договор и со обезбеден грант од Кралството Шпанија, овде за прв пат ќе бидат инсталирани пловечки фотоволтаици, со што ќе се намали цената на
водата за наводнување, а ќе се зголеми енергетската независност. Планирани се 2 мали хидроцентрали во рамките на хидросистемот, бидејќи ова е единствениот водостопански објект кој веднаш по завршувањето на браната започнува и со градба на хидросистемот за наводнување. Може да соопштам исто така дека во јануари во владата беше потпишан меѓународен договор со консултантот Salzgitter од Германија, договор вреден околу 9 милиони евра за проектирање и надзор на 4 големи системи за наводнување. Меѓу тие 4 и токму овој систем за наводнување во Конско. Проектирањето на градежните работи започнува утре во 9 часот сабајле, која го даваме налогот на консултантот за да почне со сите обврски на реализација на договорот и проектирање на системот за наводнување на околу 6500 хектари веднаш по завршување на оваа брана. Хидросистемот Конско заедно со Лисиче, Пепелиште и Страиште се 4 нови хидросистеми кои што ги градиме со помош и поддршка на германската влада како дел од програмата за наводнување на Северна Македонија. Овие 4 системи ќе обезбедат 13.650 хектари нови земјоделско земјиште под системи за наводнување. Над 6.500 хектари ќе бидат токму вовде во Гевгелиско како дел и продолжеток на реализација на овој голем проект. Овој пак договор кој што го потпишавме во јануари е најголемиот историски договор за проектирање на нови системи и изградба на нови системи за наводнување во историјата на државата. Односно, проект кој што е над 110 милиони евра и најголем бенефит ќе имаат земјоделците од општините по текот на реката Вардар, а тоа се Велес, Чашка, Неготино, Демиркапија, Валандово, Гевгелија, Богданци и Дојран. Целиот овој регион ќе добие нови површини под модерни системи за наводнување. Но не само овие водостопански објекти, во моментот како проекти на Министерството низ сите региони, низ целата држава, Славичко поле, Чаушица, Конопница, Пишица, Теарц, Колибари, Дебар, Равен Речица, цело Тетовско гостиварско поле. Сите тие се проекти кои што веќе се во напредна фаза и ќе бидат завршени. А како министерство си земавме обврска во годината во која што ќе завршиме една брана, да започнеме нова брана. И токму затоа 2024 година веќе ќе биде распишена тендерската постапка за изградба на нова брана, тоа е браната Слупчанска, Кумановско-Липковско поле. Во тек е проектирање и на втората фаза од системот за наводнување Равен Речица. Во фаза на потпишување е договор за мали системи за наводнување во Сарај, во Сопот и во Новаци. Нема регион во државата каде што конечно не се градат системи за наводнување, заради тоа што нема модерно конкурентно земјоделство без нови системи за наводнување. Градиме и обезбедуваме вода за земјоделците, ги зголемуваме површините, го зголемуваме производството и домашната економија. Честитки до сите и огромна благодарност до изведувачот, Серка, до надзорот, до инженерите, до работниците, до професорите и сите оние кои што се вклучија во овој процес. Изградивме капитален проект, браната Конско ќе биде запишана во историските документи и ќе биде сведок на едно време во кое приоритетите кои што се државнички и кои што се за доброто на граѓаните сме ги прифатиле и сме ги реализирале. И ова е за иднината на сите нови генерации кои што ќе ги живеат благодетите на она што сите ние заедно го градиме денес. Благодарам уште еднаш.